Денеска заедно со мене во студиото на Универзитетското радио е Вања Димитриева Кузмановска, со која што ќе разговараме за еден фин настан кој што тие го имаат во Техничко-техничкиот факултет, Техничко-технолошкиот факултет. Вања, добре дојде во студиото на УГД ФМ. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Така, ќе зборуваме за вашето учество на овогодинешната Пастрамалијада. УГД преку вашиот факултет ќе земе учество. Што конкретно? Па оваа година за прв пат после многуте детски реви кои ги има организирано Технолошко-технички факултет, од изработките на нашите студенти, прв пат ќе земеме учество на Пастрамалијадата. Овој пат, со модното студио Енигма, кој е како учесник на Пастрамалијадата, за отварање на Пастрамалијадата на првиот ден петокот во 10:30 часот на сцената на Пастрамалијадата. Децата од тоа студио со нашите модели, со изработките на нашите студенти од втора година, ќе земат учество со детска модна ревија, која е доста интересна, бидејќи се работи за една апликација која се користи во тие модели, која е мотив кој го нацрта едно дете од 5 годишна возраст, која ние го користевме како апликација на овие наши модели. Каде ќе се користат, може и потоа моделите? Спомнавме дека има и интерес, дека често правите вакви детски модни реви, зашто е идејата понатаму да се користат? Па овие модели конкретно сега кои ќе земат учество, моментално имаше заинтересираност од родителите на тие деца кои ќе ги носат, сакат да ги откупуваат, но за тоа немаме уште ништо направено, конкретно за нашите студенти, тоа тие сами треба да се одлучат. А инаку Технолошко-технички факултет во соработка со повеќе градинки од Штип, исто така и од Пробиштип, секоја сезона преку наставните програми на нашиот факултет организираме разни видови на теми кои заедно со градинките, со нивните теми, кога организираат културни манифестации, нашите студенти изработуваат на дадена тема модели и до сега и вам ви е доста познато дека ние секоја година нешто, на секоја сезона конкретно за децата изработуваме и со тоа и децата имаме работилници во Пробиштип, каде што и децата директно со нас учествуваат, со тоа што тие цртаат цртежи, а ние преку нивните цртежи ги користиме како апликации за нивните модели и потоа се одредува една апликација која е најинтересна во тој период за таа возраст и ги користиме за апликации. Како и за Нова година што имавме, за Нова година имавме изработени детски капути од чоја, на кои имаше мотиви кои ја одбележуваат новата година. Така, зошто се одлучивте овој пат на Пастрамалијадата наставувате со детски модели и колку моделите за возрастни се застапени во креациите на студентите? Па детските модели се одлучивме затоа што модното студио веќе беше влезено во програмата на Пастрамалијадата. Тие нема модели, ние веќе оваа колекција ни беше спремна и досега нема, примерно никаде не се прикажани овие модели и се надевам дека не само за тие што ќе бидат туку и за најмалите ќе можеме барем за момент да им дадеме некои позитивни аспирации од кога ќе заврши овој настап. Така, многу често учествувате на различни настани што се однесуваат на модата како факултет. Неодамна и бевте надвор од државата во Романија, за каков настан стануваше збор? Во Романија сега во септември, наши студенти изработуваа модели од народните носи, таму имаше еден надпревар кој беше со студенти од Македонија, од Бугарија, од Албанија, од Грција и од Романија. Компаративни работи имаше во делот на нивните носи и во нашите носи. Таму со овој настап нашите студенти ја зедоа и првата награда со кој ние се гордееме како факултет и како наставен кадар. И се надеваме дека и понатаму ќе можеме на нашите студенти да им овозможуваме вакви работи со тоа што претходните соработки, сите што ги имаме со нашите студенти, ни ги отвориле овие патишта да можеме, таму кај што веќе еднаш сме имале било каква изложба или ревија, да можеме да имаме уште еднаш покана или два пати или три пати, или веќе традиционално во Романија, нашите студенти имаат доста предизвици кои стоат пред нив,
што ние треба нормално да се подготвиме за нив, значи за тие следни работи за кои имаме отворени покани. И можем да напоменам сега дека значи покрај сите овие работи што нели ги излагаат надвор од факултетот и надвор од државата и на другите универзитети, посебно во Романија, како прв пример, имаме една покана сега, значи од романскиот амбасадор за учество во Скопје. Таа соработка се продолжува. Да, и тоа исто така, значи е еден вид на тоа што целата досегашна работа, значи на нашите студенти е следена од некои луѓе, значи и затоа имаме и такви покани. Се надевам дека и таму ќе одговориме позитивно и ќе имаме, значи уште една можност и следните години нашите студенти другите студенти, значи кои ќе бидат во тие трета, четврта година, да имаат можност да земаат учество на такви настани. Колку што знам, многу добра соработка имате и со институциите од кои што е потребна работата условно на студентите. Имате соработка со Штипскиот театар и со други институции кои што се занимаваат со работа која што е блиску до вашата. До каде е таа соработка се одвивали, се уште знам дека работевте заеднички на една представа и така? Па оваа година, искрено да бидам, значи немавме нешто посебно, значи немаме некој проект кој нели ќе можеме да го работиме, бидејќи не сме ни запознати дали ќе има некакви театарски представи кои што ќе можат нашите студенти да дадат некои резултати, но имавме таква соработка на која нашите студенти одговорија, значи изработија целата костимографија за една театарска представа која нели и за нив беше голема, и за нашите студенти беше тоа една голема задача, но и за театарот беше голем предизвик, бидејќи тие досега немаа такви соработки. Беше, мислам, ние имаме и од таму позитивни нели оцени за тоа што нашите студенти направија такви костими, бидејќи се случува за прв пат. Така, што е следно? Ја спомнавме соработката со романската амбасада, што е следно во блиска иднина? Па, тоа што ќе се случува во Скопје, значи на националниот ден на Романија, на 1 декември, значи ќе се одвива во хотелот Александар Палас, за кој нашите студенти, значи согласно со тие услови и со тој ден, изработија костими и инспирација од романската кралица Марија. И за тоа, значи, ќе имаме повеќе детали кога ќе се приближи тој период, бидејќи и мене ми е многу драго што нашите студенти таа колекција ќе можат баш на тој, мислам, голем ден за романците да си ги представат своите креации, а со самата таа, значи, ревија што ќе има тие таму, бидејќи таму ќе има доста гости од Романија, се надевам дека ќе имаме и други покани за да можеме да учествуваме и надвор од државата. Така, сосема за крај да повториме во петок на Пастрамелијадата кога ќе можат да ве видат заинтересираните. Во петок, значи ревијата, детската ревија ќе биде во 10:30 часот на сцената на Пастрамелијадата, на сцената која беше и лани таму, значи во 10:30 ќе биде настапот на нашите деца. Така, ти благодарам за разговор. Благодарам и јас.